Десетина осудени лица од Струмичкиот затвор ја помина обуката за стекнување вештини занајати за изработка на елементи од бетон и сега чекаат остатокот од затворската казна да ја заменат со условен отпуст согласно законот за пробација. Ова го истакна Нетка Ковачева, правник во Организацијата на жени, партнер на Зелена лупа, за спроведување на проектот за живување на пробацијата во Струмица, со кој треба да бидат опфатени 30 лица кои издржуваат казна затвор во Струмичкиот казнено-поправен дом. 10 затвореници веќе во рамките на овој проект кој што се на издржување казна затвор во затворот Струмица се селектирани да извршуваат занаечиски работи и ќе добијат сертификати, затворот ќе поднесе барање за да им биде изречена некоја пробацијска мерка согласно законот за пробација. За овие 10 затвореници, службата во затворот поднесува барање за изрекување на пробацијски мерки. Пробацијската служба исто така изготвува мислење, исто го подкрепува мислењето на службата од затвор и потоа судот донесува одлука дали ќе му биде изречена мерка условен отпуст со заштитен надзор. Законот за пробација предвидува можности сторителите на полесни кривишни дела и лица кои одлежеле половина од казната и сакаат да се ресоциализираат преку вештини и знаења директно да се вклучат во заедницата, заради што мора во државата да се отворат пробацијски канцеларии. Во Струмица и во Гевгелија веќе има пробацијска канцеларија. Направи успешна ресоциализација и социјална адаптација на осудените лица во заедницата, наместо со казна затвор да се мотивираат да бидат на слобода, со тоа што ќе им бидат доделени обврски, работни задачи, ќе бидат под надзор на пробацијски службеник и со тоа ќе се намали дискриминацијата на тие лица во општеството, значи ќе бидат вклучени во работниот процес, значи ќе бидат и под надзор на пробацијски службеник, ќе треба да се однесуваат примерно, бидејќи такво ќе биде донесено решението од страна на Законот беше донесен во 2015-та, почна да функционира од минатата година и има за цел рестриктивна примена на казната затвор, оставајќи ги осудените лица на слобода и зголемувајќи нивната лична одговорност за добро поведение кон општествената заедница. Во наредниот период обуки за занаети во Струмичкиот затвор треба да поминат уште 20 осуденици за кои ќе се бара условен отпуст согласно законот за пробација.